Денешното издание на Македонија наутро ќе го заокружиме на тема мода. Од утре до 5 април во главниот град ќе се одржи пролетниот моден викенд. На оваа тема разговараме со мојата гостинка. Велам добро утро за Марија Илич. Добре дојде. Добро утро, добро ве најдов. Марија, полни раце работа имате од утре. Знам докаде се подготовките? Ние сме спремни, сега останува од утре да почнеме и да видиме. Ќе започнете на денот на шегата со убав моден маскенбал во стани за 26, од колку часот? На полноќ. Веќе традиционално стана моден викенд Скопје да почнува, пролетниот моден викенд Скопје да почнува со забава, со моден маскенбал. Тоа ние некако прво почнуваме со забава, да се забавиме и после тоа почнуваме со ревијалниот дел. Ревијалниот дел ќе го отвори колекцијата на Русица Мржич. На која локација ќе биде? Оваа година нема да менуваме локации. Добре. Значи, целиот ревијален дел ќе се случува на една иста локација, Катната гаража Солунски конгрес. Таму за прв пат, морам да кажам, за прв пат се организира еден настан од ваков тип. И сите реви ќе се случуваат токму таму. Викендов ќе има и ревија и тоа изработено од студентите на факултетот за арт и дизајн. Така, тие ќе имаат групна модна ревија, но оно што е интересно и нивните професори ќе имаат изложба и перформанс, така да ќе се надополнат едни со други. Ова година модниот викенд ја поддржа кампањата за спречување на насилство над жените. Ќе имате токму една ревија посветена на сето тоа. Имаме и видеоматеријал, изработени се специјални маички. На тоа сме особено горди, затоа што кога разговаравме со канцеларијата на UNDP во Скопје, разговаравме дека кај нас претежно нашиот таргет, нашата публика се над 80% жени, мора да признаеме, и сметавме дека е вистинско место, така да кажам, да ја поддржиме кампањата и да се промовира на нашиот настан. Двајца млади дизајнери, Алмир Мили и Ивана Цветковска, изработија две маички инспирирани од Стоп за насилството врз жените и девојчињата сега. Оно што морам да го споменаме е што 6 успешни и познати жени прифатија да ја поддржат кампањата и да се сликаат во маичките. Тоа се Лабина Митевска, Индира Кастратовиќ, Милена Антовска, Вера Милошевска од Љубојна, Милена Антовска, ја спомнав, Вера Милошевска, Наташа Петровиќ, Ана Јовковска исто и така Ана се Јовковска. приклучи. А она што е многу важно во решавање на проблемот, јавното говорење е првиот чекор. Токму и тоа вие го одлучивте да го направите. Јавно да застанете, јавно да преговорите. Со UNDP разговаравме, таа тема е навистина комплексна и треба многу да се работи. И осетлива во поднебието во кое што ние се уште. Точно, менталитетот, луѓето најчесто мижат и пред насилството кое им се случува во сопствениот дом, а потоа и во околината. Меѓутоа, она што сакаме да го постигнеме со ова, да се крене малку на повисоко ниво, свеста да се развие кај луѓето и да се разбере дека семејното насилство и воопшто насилството врз жената не е само физичко. Значи, имаме и вербално насилство, и психичко насилство, и се надевам дека ќе успееме да допринесеме со оваа кампања. Кога сме кај програмата, ќе има реви и од дизајнери кои што гостуваат од Косово и Србија. Ќе ги видиме креациите на косовската дизајнерка Венера Мустафа и една од најталентираните млади српски дизајнерки Јована Марковиќ. Што се однесува до Јована Марковиќ, таа е навистина познато име, релативно, па добро, млад дизајнер, меѓутоа 2007 година, 2007-та доби награда за најдобар млад дизајнер на Белградската модна недела. Од тогаш па науму таа навистина работи и интернационално, ги продава своите колекции во Велика Британија и во Москва, сега работи на продажба во Италија. Кога веќе ја спомнавме Венера Мустафа, јас за жал морам да спомнам дека синоќ ја добивме информација поради семени причини. Навистина таа ќе мора да ја откаже својата ревија која е закажана за 4 април во 22 часот. Еве сега прв пат кажувам, но друго косовско име е дизајнерката Флутура Дедиња, која веќе втор пат учествува и таа прави урбан дизајн, затоа што кога се спомнува албанскиот и косовскиот пазар, веднаш се мисли на раскошни тоалети, на сосема поинаков дизајн. Меѓутоа, албанската жена воопшто веќе тежне кон еден поурбан стил и не работат само, сакам да кажам, на раскошни тоалети, на венчаници, туку можам да кажам и дека може да се споредат рамо со рамо со
други европски дизајнери. Овогодинишното издание на модниот викенд ќе биде заокружено со феноменален моден перформанс. Ајде детали за гледачите. Сега не би било во ред да откриеме нели што точно ќе се случува таму. Затварањето на моден викенд Скопје е на 5 април во недела. Олгица Ѓоргиева во соработка со Прима Данца ќе има перформанс, навистина многу интересен. Ќе зборуваме и после моден викенд. Но она што ќе се случува во продолжение, кога ќе заврши или кога ќе го заокружиме овој ревијален дел, Мила Кадрiju на 17 април ќе има исто моден перформанс на многу интересна локација, винаријата Камник, и со, како и секогаш, мислам, од Мила постојано се очекува интересна сценографија, интересна колекција. Тоа е она што останува да го видиме во продолжение. Модниот викенд не се само ревиите. Во рамки на модниот викенд секоја година се одржуваат и едукативни работилници. Една таква беше од 27 до 29 март. Така, од 27 до 29 март се одржа 3-дневна работилница. Така. Имавме голема чест и задоволство да ни гостува Жан Бутон. Жан Бутон има над 20 години искуство, морам да кажам, навистина со големи брендови. Тој е сега финансиски директор во брендот 300 на Аристо Бимбиловски, кој со години живее и работи во Париз. Значи, тој одржа работилница со 8 наши дизајнери и навистина успешно помина. Може многу да научат и да видат како се работи надвор. Така, вчера на Скопскиот сајам имавте едно убаво предавање во рамки на бизнис програмата на модниот викенд. Так. Како помина? Тиери Бајле, сега овој пат направивме, тој се вклучи во живо од Лондон и дискутираше овде не само со нашите дизајнери, туку и со представниците на текстилниот кластер Македонија, што исто е особено важно, некако тоа паѓа во сенка, иако ние имаме и конфекција, имаме и фабрики за кои многу малку се зборува. Тој се вклучи во живо од Лондон. Покрај предавањето одржа и менторски сесии по предавањето со нив. И се надеваме дека ќе има некаков бенефит и од тоа, затоа што освен домашниот пазар, мислам дека крајно време е да почнеме да тежнееме и кон регионалниот пазар, па и подалеку. Какви се очекувањата за оваа година? Знам дека интересот на публиката е се поголем со оглед на тоа што модниот викенд е своевиден македонски бренд веќе. Така, минатата година прославивме 10-то издание юбилеј, сега ова веќе почнуваме 6-та година. Ние обично како тим не сакаме да зборуваме многу пред моден викенд Скопје, чекаме да помине, па да сублимираме и секогаш сме некако не незадоволни, меѓутоа секогаш си ги ловиме грешките, што мислам дека е добро, затоа што постојано се трудиме да видиме, ајде седнуваме да разговараме, ајде да видиме што беше оваа сезона подобро од претходната, на што треба да работиме. Имаме интересна програма, некако оваа сезона е малку порелаксирана, иако вообичаено се очекува априлското издание да биде многу, самата програма да биде многу понабиена, со многу повеќе дизајнерски имиња. Меѓутоа, овој пат, нели, секогаш квантитетот не значи и квалитет. Мислам дека ќе имаме едно успешно издание. Она со што би сакала да го заокружиме нашиот разговор, а со оглед на тоа што ти постојано си некако обкружена со модата, врзана во модата, модата е твојот живот. Каков е впечатокот? Модата не секогаш подразбира брендирано парче облека. Колку нашите жени внимаваат на стилот, колку знаат да се облечат? Ако можам да приметам, во последните неколку години навистина се поубаво облечени жени гледаме на скопските улици, жени кои внимаваат и особено што ми е драго, жени кои почнуваат да внимаваат на дрес-кодот во зависност од приликата и во зависност од периодот на денот. Тоа е навистина важно. Значи, ако пред тоа мојот впечаток беше дека навистина не се знае дали е 9 часот навечер или 9 часот наутро, дали работите во банка или во ноќен бар, сега мислам дека веќе се повеќе и повеќе се внимава на тоа. Многу брендови станаа достапни во Скопје. Македонската жена се повеќе почна да патува. Социјалните мрежи исто допринесуваат за тоа. Можете да ги следите модните трендови. Некако мислам дека и македонските медиуми се повеќе се вклучени, следат, објавуваат. Мислам дека сме на добар пат. А од друга страна пак и модниот викенд секоја година диктира трендови. Точно, со тоа што македонските дизајнери секако му се прилагодуваат на пазарот, иако ние веќе во март секаде на европските модни недели веќе имавме презентација на колекции за есен-зима 2015, дури некаде и за пролет-лето 2016. Кај нас се презентираат колекции, претежно колекции за актуелната сезона.
Мареки, ти се да благодарам за денешното гостување во Македонија наутро. Многу успех во работата. Земиздив ќе биде напорно овие 5 дена, но вреди. Ама тако и нашето мото оваа сезона. Запрете, размислете и уживајте. Уживај, ќе има што да се види, ќе уживаат и нашите гледачи. Голем дел од нив знам дека ќе бидат на модниот викенд, бидејќи секоја година се бара место плюс. Така, не само таму, туку и на забавите. Затоа и за сите оние, бидејќи и на нашиот настан се доаѓа исклучиво со покана, се трудиме, затоа вратите се отворени за сите оние кои сакаат да бидат дел на некаков начин од Моден викенд Скопје, и затоа после секоја ревијална вечер имаме забави. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви благодарам и вам. Сакате да видите што ќе се носи оваа сезона, за тоа служи модниот викенд во главниот град. Во продолжение дел од програмската понуда на македонската телевизија, веднаш по неа да го заокружиме и денешното издание на Македонија наутро.